Драги ученици, добре дојдовте на уште еден видеочас по музичко образование за 6-то оделение. Насловот на денешната наставна содржина е Обработка на песна по слух, Ода на радоста. Наставна тема изведбени активности, пеење, свирење на детски музички инструменти и музичко изразување и творење. Потребен е прибор за пишување и музичка тетрадка. Цели на содржината. Дискутира за карактерот и изведбата на вокално-инструменталната композиција Ода на радоста. Објаснува за содржината на песната. Препознавање, воочување, именување, интерпретација на химната на Европа, Ода на радоста, примена на правилна вокална интерпретација. Исходи, усвојување и пеење на Ода на радоста со уметнички израз. Доживување на чувство на единство, солидарност, човечност и хуманост. Вештини, мотивираност, иницијативност, инвентивност, импровизација и креативно размислување. Видови на музичка изведба. Видови музика според начинот на изведба. Вокална музика се исполнува со човечки глас. Инструментална музика се исполнува со музички инструменти. Вокално-инструментална музика е музика која што се исполнува со човечки глас и со музички инструменти. Композитор на музичкото дело Ода на радоста. Лудвиг ван Бетовен. 1770-1827 година, роден во Бон, тој е значајна личност во историјата на музиката и во историјата на човештвото. Бетовен е германски композитор на класична музика и пианист. Тој бил важна фигура во транзициониот период меѓу класицизмот и раниот романтизам во западната класична музика. Останал еден од најпочитуваните, најпопуларните и највлијателни композитори на сите времиња. Ода на радоста е напишана во 1785 година од германскиот поет, драматург и историчар Фридрих Шилер. Песната го величи идеалот на братство и единство на целото човештво. Делото е најпознато по неговата музичка варијанта, искомпонирана од Лудвиг ван Бетовен, како краен четврти став на неговата 9-та симфонија, завршена во 1824 година, која представува хорска симфонија за 4 соло гласови, хор и оркестар. Препорака за слушање. Да чуеме како звучи Ода на радоста, како вокално-инструментално дело.
Правилна вокална интерпретација. Да се внимава на правилна вокална интерпретација, што подразбира исправена положба, затворен вокал, дишење на диафрагма и други одлики на вокалната техника. Исто така битно е и правилно изразување на литературниот текст, артикулација и така натаму. Текстот, литературниот текст на Ода на радоста гласи вака: Радост бистра, убост чиста, керко од Елизија. Опивна си мок што плиска, занес и поезија. Твоите сништа спокој шират, злото што го скротува. Сите луѓе да се смират, духот твој ги сплотува. Втората строфа гласи вака: Среќни да сте милиони, јас ви праќам бакнеж врел. Дружба, братство, љубов, слога, да ни мине живот цел. Другар ти со другар биди, гордост има секој жив. Тој пак тоа што го нема, нема живот, нема здив. Нотен текст на Ода на радоста. Лудвиг ван Бетовен. 4/4 такт. F-дур, скала. Звучи вака: Радост бистра, убост чиста. Обидите се, по мене да повторите. Радост бистра, убост чиста, керко од Елизија. И уште еднаш да се обидеме, да повториме. Радост бистра, убост чиста, керко од Елизија. Опивна си мок што плиска, занеси поезија. Да се обидеме од почеток до втората петолинија. Радост бистра, убост чиста, керко од Елизија. Опивна си мок што плиска, занеси поезија. Твоите сништа спокој шират, злато што го скротува. Рефренот, уште еднаш повторете заедно со мене. Твоите сништа спокој шират, злото што го скротува. Сите луѓе да се смират, духот твој ги сплотува. И уште еднаш целата прва строфа заедно со рефренот, потоа пред да преминеме со втората строфа. Радост бистра, убост чиста, керко од Елизија. Опивна си мок што плиска, занеси поезија. Твоите сништа спокој шират, злато што го скротува. Сите луѓе да се смират, духот твој ги сплотува. Втората строфа на истата мелодија, да се обидеме заедно. Срекни да сте милиони, јас ви праќам бакнеж врел. И уште еднаш да се обидеме, вие заедно со мене. Срекни да сте милиони, јас ви праќам бакнеж врел. Дружба, братство, љубов, слога, да ни мине живот.
жив. И до овде да се обидеме повторно, сите заедно. Срекни да сте милиони, јас ви праќам бакнеж врел. Дружба, братство, љубов, слога, да ни мине живот цел. Другар ти со другар биди, гордост има секој жив. Тој пак тоа што го нема, нема живот, нема здив. Другар ти со другар биди, гордост има секој жив. Тој пак тоа што го нема, нема живот, нема здив. Да се обидеме уште еднаш, сите заедно да ја отпееме целата песна. Радост бистра, убост чиста, керкот Елизија. Опивна си мок што плиска, занеси поезија. Твоите сништа спокој шират, злато што го скротува. Сите луѓе да се смират, духот твој ги сплотува. Срекни да сте милиони, јас ви праќам бакнеж врел. Дружба, братство, љубов, слога, да ни мине живот цел. Другар ти со другар биди, гордост има секој жив. Тој пак тоа што го нема, нема живот, нема здив. Слушнете си ја повторно дома, вокално-инструменталната композиција Ода на радоста на линкот кој што нели претходно ви го покажав. Поради пораката, духовната енергија и љубовта со која зрачи Ода на радоста е избрана за химна на Европската Унија. Истражувајте, пребарувајќи на интернет за Ода на радоста и Лудвиг ван Бетовен. Фотографија од композиторот Лудвиг ван Бетовен. Благодарност до следниот видео час.